Елиезер. За патот. За вистината. За животот. Драги мои, здраво во едно поинако издание. Започнува рубриката Елиезер разговори. Јас сум вашиот уредник, водител Елена Ѓурѓевска-Костадиновиќ. Се гледаме за прв пат нели на камерите. Ме знаете само по мојот глас. Започнуваме една нова рубрика на моје задоволство. Рубрика која што ќе имате чест, задоволство да чуете нешто ново и поразлично, наречена Елиезер разговори. На моја чест и задоволство имам еден прекрасен човек кој што на некој начин неговото име е поврзано со името на Елиезер, односно Елеазар. Станува збор за професор доктор Лазар Јовевски, кој што е професор на правниот факултет Јустинијан I при УКИМ. Здраво и добре дојдовте во едно неформално издание. Знам дека сте гости на многу емисии, но ова ќе биде нешто опуштено и од сосем друг аспект. Ви благодарам прво за поканата. Навистина со радост ја прифатив и сакам да ви посакам многу успех и пробив со оваа нова рубрика. Верувам дека ќе биде за поука, за благослов, за добро на мнозина. Така. Искрено кажано, ве следам веќе подолго време на вашиот Facebook профил. Еден од постовите кој што ми остави впечаток гласи вака. Културното проживање па и образованието ти кажува кој треба да бидеш, но причината за твоето постоење е вградена во тебе. Таа е во тебе и секој човек постои со причина. Ако го сознаеш ова, дури тогаш почнуваш да сонуваш на големо. И вистинската професионална реализација станува реалност. Никој нема идеја кој си ти, освен ти самиот и Бог кој што те познава во целост. Но проблем е ако и ти тоа не го знаеш. Тогаш другите ти кажуваат кој си ти и што си. Затоа 95% од луѓето на планетава не ги реализираат своите професионални соништа. И потоа вели, задржи ги мислите кон себе, а не кон другите и дознај која е Божјата волја за твојот професионален успех. Без духовна основа нема вистински професионален успех. Ке се го поставите прашањето, зошто го поканив токму професорот Јовевски. Бидејќи најдов, не да речам сличност, туку истост во целта и постоењето токму на емисијата Елиезер, односно подкастот Елиезер. Може слободно да видите дека е нагласена Божјата волја. Подкастот всушност постои за насочување на нашето себепознавање, трансформација на нашиот живот. Зошто го користите Бога и гледам обично Светото писмо, бидејќи Елиезер се заснова буквално на Светото писмо. И заради тоа сме на иста фреквенција. Елена, се радувам што сме мака на иста фреквенција во тој дел. Знаете како, јас сега како човек од науката, од правото, човек кој што веќе е редовен професор, се обидувам во тој професионален бекграунд да клучам разни извори. Тоа е всушност и мојот повик. Разни извори читам, истражувам, тоа е мојата професионална и обврска меѓу другото, да се надоградувам професионално, но во целата оваа приказна поврзана со мене, професионално и приватно, и мешањето на двете работи, бидејќи не можеме секако би се сложиле, ја мислам, и јас и да ги издвоиме професионалните и приватните аспекти, затоа што се поврзани, сакале или не сакале. Всушност, сватив дека без една духовна позадина, без едно духовно подлабоко осознавање, без разбирање на духовната суштина на човековото постоење, битисување, ние не можеме да бидеме успешни не само во животот општо, туку и професионално во одделни полиња, специјално нити во семејството, нити во кругот на пријателите и така натаму. Всушност комплетно. И тоа за мене беше навистина едно, би рекол, прилично изненадување кога го осознав ова. Самиот се изненадив и реков, ајде да го применам ова, да видам како ќе биде тоа во пракса. Како човек правник, рационалист, позитивист, всушност ова беше, би рекол, една чиста екзотика да внесуваш во правото
некои метаправни компоненти, ние ги нарекуваме правниците, а тоа е суштината на правото, зошто законот постои, што е позадината, зашто всушност ние работиме, што е правдата, што е вистината, како да се дојде до мир. Во мојата област ние зборуваме за социјален мир, економски мир, достоинствен живот и работа и така натаму. И во тие мои обиди да да ги одговорам овие прашања кои што се ги постави пред себе, дојдов до недвосмислениот заклучок дека без духовната позадина, без духовното растење, без осознавањето на богоцентричноста на човекот, внатрешно, но и надворешно, не можеме да дојдеме до суштинските, длабински одговори на овие прашања, туку константно пливаме во површината. Има неправда, се нервираме, се схрабруваме зошто, мене ми се тоа, зошто има вака неправда, зошто има онака, зашто некој напредува не без да заслужува, нели, според нас неоправдано, зошто некој се вработува, друг не се вработува, какви се овие непотизми, корупција и така натаму. И разбирајќи ги позадинските феномени, што би рекли американците, позадинската игра, under the stage, во позадина што се случува, веќе многу полесно ги разбирате и оние работи кои што се пред вас, кои што првично ги гледате. Ги разбирате зошто се да така, инаку во многу ситуации луѓето, човекот, генерално денес, во минатото, а веројатно и во иднина ќе се прашува зошто тоа така се случува, зошто тоа така бива. Ете, тоа беше некоја иницијална каписла, а инаку сета таа, би рекол, една духовна екскурзија или повеќе патешествие кое што јас го живеам, всушност започна кога го пишував мојот докторат. Ја доста пишував, истражував, цитирав разни автори, пишувајќи го тој научен труд. И случајно, во мојата приватна домашна библиотека, барајќи една конкретна правна книга, правна литература, вадејќи една книга во позадина имав уште еден ред книги и видов едно мало книжулче. И го отворив, го видов што е, не знаев што е првично. И тогаш всушност сватив дека дома го имам Светото писмо. До тогаш и не знаев што е Светото писмо, не знаев дека го имам дома, нити пак го имав прочитано, а се сметав за верник, нели, и се сметав дека сум многу побожен. Меѓутоа, кога почнав да го читам Светото писмо, почнав од Новиот Завет, навистина би рекол сватив колку не знам, колку работи има во позадина малку поинаку поставени. И тоа духовно патешествие трае до ден денес, би кажал, и навистина ми помогна и во мојата конкретна специјална правна област, а тоа е работните односи, трудот, кај што има многу психологија на труд, кај што има многу социологија на труд, да ги на еден подлабински начин откривам и осознавам работите. Сакам да се надоврзам токму на ова. Во Исус Навин, на првата глава, стои вака: да не се одделува од устата твоја оваа книга на законот, туку поучувај се од неа дење и ноќе, за да разбереш како ќе го извршуваш се оно што е напишано во неа. Зашто тогаш ти ќе имаш успех во твоите патишта и умно ќе постапуваш. А во Мудрост Сирахова пишува вака: само оној што душата своја ја посветил на размислување за законот на Севишниот, тој ја бара древната мудрост. Дали вистината, еве законот, веќе Светото писмо се декларира дека е веќе закон. Сметате ли дека тој закон може да се воспостави меѓу нас и дека може човекот да функционира врз основа на тој закон? Секако, ако се согласиме сите. Знаете што тој закон нас ни е даден. Законот е даден и ако ја гледате историјата на правото, па и на државата, гледате дека човештвото низ вековите, низ милениумите, низ целата човекова цивилизација се обидува да го воспостави најдобриот закон кој што ќе одговара за човековата потреба и особено во средниот век, зборувам сега пред се за Европа, средновековна Европа, па и тогашните филозофи од Тома Аквински, од Томас Мор, од Русо попотоа, од Августин и така натаму, зборуваат за оној Божји закон, а подоцна препозна како природно право на човекот, каде што би требало да се инкорпорира она што е Божји стандард меѓу луѓето на земјата како човечки стандард. Но, низ вековите, ние очигледно
не успеваме тоа целосно да го направиме, до некаде делумно, да. Темата е не само од средновековието, и од антиката, значи и од стоиците, и Аристотел, па и Платон претходно кој што зборуваат за правда, правичност, дистрибутивна, комутативна правда, начин на организирање праведно на системот на владење во државата, како се Платон на пример, така. Сето тоа укажува дека човекот низ целата негова историја бара како да направи еден најдобар систем, а не разбираме дека системот ни е пред очи. Системот веќе ни е даден, но интересно и чудно е што луѓето, не разбирајќи ги понекогаш вистински работите, вистинското толкување на Светото писмо, немајќи го, се доведува до ситуација да го, би рекол, слободно може да кажам, да го злоупотребуваат или погрешно да го применуваат, и во таа нивна животно, па општествена, национална траекторија, да имаат отпор кон тоа. И да не се лажеме сега, Божиот стандард ние како луѓе не можеме да го постигнеме. Но со Божја помош можеме да се трудиме да се усовршуваме низ нашиот живот овде на земјава и да се подобруваме во смисла на примена на Божите правила, Божите начала. Инаку, кога веќе го спомнавте тоа, сега нели од христијанско теолошки аспект, Божиот закон се исполни во Исус Христос. Според христијан. Тоа е исполнување на законот, на Стариот завет, и нели затоа оттаму почнува Нов завет. Но впрочем и вие како млада жена која што колку што во претходниот разговор разбрав дека имате доста активности во контекст на ваше образование, што особено баш пријатно ме изненади, и сте филолог, но и сте во исто време и теолог. Значи, навистина, и со вашиот пример покажувате дека човек константно се унапредува, константно треба да се посветува и да го бара тоа што Бог му го дава да го исполни веројатно како мисија на животот. Токму така се согласувам. Основата и идејата, нели, како настана Елиезер, беше и се уште е стихот од Библијата од послание до Римјаните, 12 глава, вториот стих, кој што вели: не се сообразувај со овој век, значи со овој свет, туку трансформирај се преку обновување на твојот ум, за да спознаеш која е добрата, угодна и совршена Божја волја. Вчера на вашето предавање вие рековте вака, што е исто, нели? Ако умот не се промени, правото е отров, односно не е повеќе лек. Со променет ум ти веќе го применуваш законот. Колку сметате дека човек треба да го трансформира својот живот преку обновување на умот? Обично луѓето кога не се среќава баш и поимот обновување на умот, навистина се среќава повеќе во Светото писмо. Ама ете, што за вас представува обновување на умот? Јас не сметам, јас сум силно уверен. Немам дилема дека стандардот на правда, на вистина, на љубов, на човеколюбие, на емпатија кон другиот, на вистинските вредности и изградбата на карактерот на секој индивидуа, со сите тие плодови на духот, долготрпеливост, љубезност, кроткост и така натаму, силно, длабоко лежи во процесот на обнова на умот. И сега за обнова на умот, драга Елена, зборуваат многу писатели и автори. Јас имам во раци сум имал разни книги кои што зборуваат за трансформира си умот, трансформира свеста, вака, онака. Ово, тоа е доста актуелно, таа модерна психологија сега во ова време. Меѓутоа, мојот пат, моето разбирање на нештата е дека вистинската обнова на умот доаѓа ако се обнови умот во Бога. Што значи Бога, бидејќи и Бога многу различно кој како го разбира? Од христијански аспект, обнова на умот значи обнова на умот согласно Христовиот ум, односно согласно Христовиот карактер и Христовото носење на пораката која што тој ја имаше во годините на неговата служба, додека беше на земјата, каде што во 100% ја ослика Божјата волја за човештвото.
за целиот свет, не само за тебе, мене и за оние кои што веруваат, кои што се христијани или верници или слично, туку буквално за целиот свет. И мојот најголем ментор и најголем пример и најголем лидер, мотиватор ми е Исус Христос. Ме разбирате? Нема поголем. Другото е човечка работа која што може нели во одреден сегмент да се поклопува и така натаму. Зашто ви го кажувам ова? Затоа што во дадени обуки, предавања и мене ме препознаваат во даден контекст, во смисла да луѓето препознаваат одредени работи кои што им се допаѓаат, но сета слава, величие е на Господа. Значи, ако човек дозволи да ништо и да прави во животот, дали е работата, дали е приватниот живот, семејството, пријателството и слично, да се потпира на Бога во тие процеси, јас сметам дека не само што се обновува умот, тоа е секако така, но се обновува и се менува целиот живот на човекот. Целиот живот се менува, зошто се менува смислата на неговото постоење. Човекот подлабоко разбира дека не е случајно на земјава, дека е вреден, дека има вредност и дека животот треба да го посвети на вредностите на кои што му се дадени да ги живее. Исполнување на мисијата на животот. Добро спомнавте што го споменавте фактот за мудроста. Нели повеќето интелектуалци, а и не мора да сме интелектуалци, секој од нас има своја мудрост. И дел од нас сваќаат дека колку повеќе човек е образован или колку повеќе може би докторат или има или повеќе обуки завршил или патувал на многу места, има многу повеќе мудрост. Но Светото писмо пишува, укажува на фактот дека следете мојата мудрост, барајте мојата мудрост, а не човечката, бидејќи таа е погрешна и е засновена нели на други фактори, односно тука е вмешана и суетата, егото, гордоста. Како што пишува, суета над суетите се е суета. Дали се согласувате со тој факт и еве, што мислите вие, нормално до нашите слушатели и гледачи, како да ја бараме мудроста? Има ли некој според вас нели лесен пат или некој начин како може да се бара мудроста? Па ја ќе земам со оној пример кој сме веќе на полето на мудроста и Светото писмо, Соломоновиот пример, нели? Соломон беше и се смета се уште дека еден од најмудрите луѓе кои што постоеле, кои што живееле, согласно и Светото писмо, но и вака е препознаен, го има и дури и во романи кои што не се со теолошка позадина и така натаму, Соломонова мудрост, како препознатлива мудрост. И всушност кога Бог го прашува Соломон што сакаш од мене, човечки ние, знаете, одно посегнуваме по тоа што го веројатно што во моментов не значи, а од денешна перспектива на овој свет, на овој материјален свет, претпоставувам дека најголем дел од луѓето би барале некои материјални би рекол благодети да им даде Бог, но он бараше мудрост. Зошто? Затоа што осозна дека ако имаш мудроста, всушност имаш се. И материјални благослови и духовни благослови. И но почеток на мудроста е стравот Божи. Ако ние го немаме тој страв Божи, но не во смисла да го имаме оној негативен страв, во смисла да сметаме дека Бог е лош, ке не казнува, ке ни се случува вакви работи, ако не го свет страв од Бога, свет страв, кој што подразбира повик кон човекот да живее свет живот, затоа што разбира дека овој живот на земјата не е единствениот живот кој што постои, видливиот со очи, тогаш веќе разбира човек дека има и нешто друго во позадина. И добро спомнавте, Елена, јас тоа го гледам многу често дека онаа световна мудрост е суетна мудрост. Инклинира кон горделивост, затоа што колку повеќе човек знае, толку повеќе се возгордејува. Знаењето возгордејува. Например, познавам луѓе исто кои што разговарам, кои што многу добро ги разбират теолошките теми, навлезени се во длабочините, но многу лесно можат таквите луѓе да влезат во водите на гордоста. Што е коректив? Еден совет и за вашите слушатели и гледачи. Ако многу знаеш, на знаењето треба да надоградеш трпение,
а на трпението љубов. И љубовта е коректив на гордоста. И впрочем, апостолот Павле во 1 Коринтијани 13 глава многу добро дава одредени, прави една градација, едно скалесто поместување и ги дава работите. И се да знам, ако љубов немам, ништо не. И најголема вера да имам, колку силна вера што и планина поместувам, ако љубов немам, повторно ништо не. Ме сегате, таа световна мудрост која што ние многу често мислиме дека имаме, токму од овој аспект дека сме многу начитани, прошетани, влијателни, мокни во општеството, во државата, во нашиот круг, на пријатели или не знам каде, всушност ни прави да влеземе во една многу голема стапица, да не разбереме дека и да сме мокни, тоа ни е дадено со причина. И да имаме богатство материјално, и тоа ни е дадено како благослов за нешто. Зошто? За да бидеме благослов за другите, за мнозина. Тој што има, треба да дава. Оти основниот концепт, и тоа не е само во христијанството, туку е веројатно поширок концепт кој што го препознаме во други религии, во други концепти, учења и така натаму, е да кога имаш да споделуваш. Јас тоа навистина го имам искусено лично, кога сум примил да дадам. И како даваш, тоа е Божји закон. Повеќе се умножува. Повеќе се намножува. Законот на семето и на жетвата. Што сееш, тоа ќе жнееш. Ако сееш давање, ќе жнееш давање, ќе ти даваат други. И на еден многу чудесен, уникатен начин, би рекол надприроден начин, се случува да кога имам одредена јас потреба финансиска или друга, да од непланирани извори за мојот ум, неразмирливи начини, да тие потреби бидат задоволувани. Така да тоа е едно прекрасно сведоштво, еден многу интересен живот, кој што јас и како професор и како научник, но пред се како човек, бидејќи сметам дека ниту еден човек не треба да го дефинира само професијата. Лазар Јовевски е многу повеќе од редовниот професор на правен факултет, сите сме ние комплексни личности и тоа е добро и тоа е убаво. А суетната мудрост, зошто многу често ја среќавам и зошто имам, дури некогаш не сме биле свесни за тоа. Затоа што суетната мудрост се темели на една навистина важна поставка која среќавам многу често во денешно време, а тоа е да ни значи мислењето на другите. Многу да ни значи што ќе кажат другите за нас, многу да ни значи што ќе кажат, што ќе помислат за нас. И спрема тоа го поставуваме нашето однесување. Така. Токму ова ќе се надоврзам и на фактот дека навистина не се познаваме себе си. Кои сме, која е нашата мисија, зошто сме тука. Нели во псалмите пишува: јас уште пред да те оформам во твојата мајчина утроба, јас напишав книга за тебе, за се она што ќе бидеш и за ти обезбеди буквално провизија за се она што треба да го работиш. И да живееш, нели, и да имаш живот во изобилие. За крај на нашето издание, сметам дека ќе има и продолжеток од ова нема да биде крај. Еве, што кратко, концизно ќе кажете за нашите слушатели и гледачи, што да биде она првично, кога се наоѓаат во ситуација на недоумица, не знам што да правам, на што да посегнат прво или што да изговорат можеби прво? Или да побарат помош? Благодарност кон Бога за тоа што го имаат веќе. Многу често не сме свесни што се имаме, ги гледаме недостатоците, тоа што ни фали, не разбирајќи дека имаме повеќе имаме отколку што немаме. Тоа е едниот момент, а инаку во однос на ова што претходно го спомнавте, јас силно длабоко верувам дека Бог промислил за секој човек одредена мисија во животот. Соодветно на тоа, секој човек е важен. Многу битен. Многу луѓе сметаат дека не се важни, дека се минорни, што се они во ова море на луѓе, 8 милиарди и така натаму на планета. Секој човек е важен, толку многу што, токму како што цитиравте впрочем и од Светото писмо од Стариот Завет, Бог промислил уште од утробата на нашите мајки, промислил по која насока ние треба да се движиме. Проблемот е што ние многу често тоа не го осознаваме и токму во контекст на она што го прочитавте претходно како мој изводок, тоа ми беше инспирација дека
луѓето, огромен дел од популацијата на светов и во Македонија вклучително не разбираат кои се вистинските приоритетните работи на кои што треба да се посветат и за што се повикани во својот живот, кој што го живеат на земјата, долг ли е, краток ли е, колку години да се, како мисија треба да го остварат. Нема долг или краток живот. Има исполнет или празен живот. Кога зборувам за исполнет, не мислам на журки, забави и такви работи во младелачков смисла, туку мислам на исполнување на својот животен повик. За да се осознае која ти е целта на постоењето, мора да се осознае вистината за Бога, односно дека Бог постои и дека Бог промислил живот за луѓето. И тоа, како што кажавте вие, за секој живот во изобилие. Но работата е што ние луѓето тоа како спознание не го разбираме, не го живееме и соодветно на тоа последиците од таквите наши ставови и не преобратен ум, она што го зборувавме пред малку, всушност оди недвосмислено во насока дека се соочуваме со голем број на проблеми, предизвици, ситуации за кои што се чудиме од каде и зошто доаѓаат. Сметаме дека Бог не казнува, како што мислеа дека и за Исус кога беше раснат на крстот, дека како што вели пророкот Исаја, дека Бог го бие и го казнува, не разбирајќи дека Бог дава спасение во тој миг и дека се случува космички настан во контекст да човекот добива повик да се врати кон Бога, нормално по собствен избор, без наметнување на волја. Мене никој не ме натера да читам Свето писмо. Верувајте, јас читав правна литература и денес читам. И денес се образувам, меѓутоа суштински правото го разбрав и мојата област од која го прочитав Светото писмо. Тоа можам да го кажам најодговорно. Дури отпосле разбрав дека и тоа е бестселер број 1 во светот, а вторе Достоевски. Како писател кој што се чита, така да и во тој контекст некои работи ми се открија. Ова е една тема која што веројатно ви може да јас и вие до утре да ја разговараме, но да, можно е човек да биде и духовно, би рекол, допрен, а во исто време да биде и научник, и разумски човек, да не оди во некои насоки кои што многу ми намислат дека ако читаат Свето писмо дека тоа не знам што ќе им се случи, напротив, ништо не знам дека не се плашат луѓето. Може да станат понормални, и ако имаат некоја мака да се помолат на Бог да ги ослободи од тоа бреме, искушение или ситуација каква и да е во животот, така што дефинитивно можам да кажам дека животот добива смисла и избогатување ако човекот живее во сите три аспекти, и физички, и душевно, но и духовно. Професоре, ви благодарам за ова кратко издание. Следното сигурно сум дека ќе биде подолго и поопширно. Ви посакувам да продолжите да ја ширите Божјата светлина и секако да ја извршувате Божјата мисија што е дадена токму за вас. И секако ние заедно сите со вас и нашите слушатели, нашите гледачи. Благодарам уште за поканата. Се здрави и живи сите и посакувам да имате благословен живот во сите аспекти. И благодарам. Драги мои, завршува нашето прво издание и секако се гледаме на следното. Поздрав! Елиезер